Ало, здраво. Дали се слушаме? Океј. Гледам во пораките дека се слушаме, баш ми е драго. Јас сум Бобан Козаров од компанијата Симт. И ја организиравме оваа покана за да направиме што е можно по-глатка транзиција од стариот во новиот NCTS. Како што веќе знаете и добивте повеќе известување од нас до сега, направивме нова апликација која што ќе ја замени просто старата, што беше до сега што користевте за NCTS 4. И за таа цел сакаме да направиме обука со која што ќе ви овозможиме, ќе ви покажеме како полесно да го работите она што практично го работите секој ден. Обуката ќе ја држи Горан Петрушевски. Горан е, знаете, од претходно сите го познавате, сте соработувале со него. Он најдобро ја знае и проблематиката и апликацијата, така што обуката ќе ја води тој. Фала ви, Горан, повели. Добре, а треба не гледам, само слушам звук. Здраво. Дали се слушаме? Еве зборат, ама јас не гледам тоа што го покажуваат, само слушам дека зборат. Може да дес да ми го наместиш ова? Јас слушам, го говореше некој текст, а Горан прашува дали се Весна, Ало, дали се слушаме? се слушаме, Горан. Весна, те молам, исклучи го микрофонот. Сега наскоро ќе дојде и сликата. Горан ќе ја пушти. Горан, супер е, продолжи. Здраво на сите. Најнапред би сакал да честитам нова година. Интересна е бројка 2025. Прво здравје најважно, па све друго. Вака се, значи, сигурно имате информација, веќе и Царина објави на нивниот сајт дека 13 ќе започне NCTS 5. За да биле гладок преминот, ние изработивме апликација, како што кажа Боба, значи таа апликација е од нула, значи све е комплетно од ново правено. Сосема е друга технологија од оно до сега што сте го гледале во локални апликации во Access. Значи ориентирано е клауд решение, кој што е практично на веб, на централна локација. И сите корисници од нивните, повеќе ако имат локација или една, работат на таа централна локација. И сега, тука би сакал да напомнам дека горе-доле апликацијата е, значи, од аспект на пораки што треба се разменуваат со Царина скоро, да кажеме, комплетирана. Има уште некои работи кои што треба ние на ниво на копчен или да ги додадеме некои интерни проверки што треба да ги направиме за да комплетно систем ту систем комуницира апликацијата со царинскиот веб сервис. Сега претпоставувам дека во однос на NCTS 4-ката те запознаени како функционира. Во NCTS 5-ката има, значи, одредени делови кои што се исти, но има и делови кои што се комплетно различни во однос на NCTS 4-ката. И сега спецификите би сакал да ги поминеме малку покасно, тоа, кој ќе изработуваме некој пример. Само сакам да напомнам дека во изминатиот период на вашите клински компјутери беше инсталирана апликацијата во тест околина. Значи можевте и самостојно да кажем, отварате, може да комуницирате, тука имате броји за техничка поддршка. Доколку ги немате, ќе ви ги дадеме покасно.
за да се провери дали вашите значи, профили, што се на SIDEPS, дали се отворени на нашата платформа и соодветно дали се отворени кориснички имиња за самата апликација. Сега само малку да ширувам екран. Малку сега се гледам. Да. Така се мене ми идејата да поминеме, значи, симултано и старата апликација ќе ја гледаме и новото решение. Значи, идејата ми е да се фокусираме, значи, што е ново, така. Сега предпоставам дека во NCTS5-ката сте запознаени дека има два модула. Значи, има модул депарче на појдовна испостава, значи, кога се креират, да речеме, транзит од Македонија, во локално, да речеме, локален транзит, а може да биде и меѓународен, со поедноставено, значи сите тие финеси како што и до сега. И имате втор модул на дојдовна, значи, испостава. Тоа значи кога ќе дојде транзитот во Македонија да се пријави во системот, ако е меѓународен, да кажеме, или ако е од некоја друга тука испостава што е внатрешна, кога ќе дојде на одредишната испостава да се пријави транзитот. Значи, апликацијата е коднемот е, значи, Frednet. Значи, сега јас ќе ви напомнам дека малку со координација со царина, значи, ја тестираме пред продукција. Значи, практично тоа ќе дојде на 13 ќе се брише продукцијата и ќе работите, значи, јас чисто ќе ви демонстрираме, да провериме, да видиме каква состојба е таа предпродукцијска околина на царина. Значи, има корисничко име и пасворд на апликацијата. Ова што е Remember Me, тоа не означува да го запамти, значи, вашиот пасворд, него да трае подолго сесијата. Значи, на 12 часа е наместено ако е Remember Me. Значи, од кога ќе се најавите, доаѓа до прозорец за избор на вашата локација. Доколку корисникот е овластен на повеќе локации, ќе може да избере на која локација да ги гледа или транзитите или нели приемите. Значи, ова е апликацијата, значи, моментално е на англиски. Значи, идејата ни е определени рулеви што ги враќа царина и ние што ги имаме тука контроли, се све на англиски и погодно е на почеток да биде на англиски, инаку за некој недела дена ќе имате и верзија на македонски. Значи, апликацијата е во горниот дел се основните менија. Значи, во Evidence тука се евидентираат вашите клиенти. Значи, може да имате повеќе клиенти, тука можете истовремено да ги ажурирате и домашните клиенти, а и спреќачи и примачи, нели, ако се од странство. Значи, во горниот дел сегде имате, значи, create, edit, copy, delete, зависни, нели, од која акција е дозволена во моментот. Идејата е на ова, значи, решение понатаму да се прошири работењето во SIDEPS. Тоа, нели, подоснежниот период ќе ви го презентираме, затоа и овде е поан оставено, кога би сте ажурирале, нели, поан броевите од SIDEPS, што се користат како полномошни.
концептот на апликацијата е претходно да се креира предмет, значи кейс, тоа значи дека во тој предмет ќе може да се изработува во однос на NCTS-5-ката или departure или destination. И сега, бидејќи го прошируваме и на CDEPS-от, може да се креира и делот за експорт и импорт. Во NCTS делот ги имате, нали, departure и destination, и settings е делот за конфигурација, каде што на location, например, може да изберете на која локација, доколку имате повеќе локации, може тука на брз едноставен начин да се свичувате, и дел за конфигурација на сертификат. Значи, тука е многу едноставно, од на левата лента, вертикална, ги дава сите дигитални сертификати инсталирани на локалниот компјутер. Еве сега за чисто еден тест, ќе го додадам во делот на конфигурација и сертификатот на Златко. И со селект на десната листа и на assign можем да го сменам сертификатот на корисникот кој што е моментално најавен. Или ова сега конкретно не е ни правилно, затоа што сега би требало да биде сертификатот на Емилија, зашто она е најавена на системот. Чисто е да пробаме, јас ќе го оставам вака сертификатот. Во оваков случај, ако се испрати до царина, бидејќи тој сертификат не е поставен на тој корисник, ќе даде грешка, нели, системот. Че сега ќе преминам, значи, во делот на креирање на најноставен пример. Значи, еве со кейс ќе започнеме. Значи, тука ви ги листа сите предмети што се отворени. Значи, ги има по различни типови. Значи, има транзит диспач, тоа е за појдовната испостава, и транзит destination, доколку правите прием во делот, нели, на destination. Значи, на create се креира, се избира за кој клиент е, за која царинска испостава. Еве, пример, ќе изберам некоја скопска. Значи, доколку изберете МК, ви ги листа сите испостави во Македонија што се. Еве, на 10.13, например, ќе отвориме и се бира во кој систем работите и во која улога. Значи, ова конкретно ќе го правиме првиот дел за departure, односно на појдовната царинска испостава. Сега во горниот дел, нели, зависно од акциите, може да се откажете, може, нели, сега ќе го зачуваме кейсот. И сега овај као седми кейс, нели, скрииран на трети во 10.19. Сега преминуваме во делот на NCTS, за да го креираме транзитниот документ. Еве се појавува, значи, кейсот. И тука можеме на create во него да го креираме документот. Сега е малку тука ќе напомнам околу навигација по менијата на апликацијата. Че имате од левата страна групирани по некоја логика ние што мислевме како можеме наједноставно да биде за користење. Значи, делот consignment за пратката, партиципација. Значи, после тоа е делот за спецификите за транспорт, и доле се веќе наименувањата. И сега тука би напомнал дека има една клучна разлика во NCTS-5-ката во однос на NCTS-4-ката. Значи, во NCTS-4-ката, кога ги групиравте наименувањата, имавте само едно ниво, нели, на ниво на header,
доколку испраќачот и примачот се исти, се внесуваше во хедер. Доколку има повеќе од еден испраќач, тогаш на ниво на наименување се двоева, нели, испраќачите. Тоа исто важи и за примачите. И сега овде концептот е, значи има листа на, ајде да кажеме, домашни пратки, и после тоа во таа листа може да креирате една или повеќе, така, house consignment. И во секој од тие house consignment може да креирате повеќе наименувања. Значи ова е тука дел клучната разлика. Значи во NC24 ова house consignment не постоеше. Значи имаше само consignment item. Сега спецификата е house consignment, значи имате на негово ниво, како што има на ниво на хедер ниво, консигнор, да речеме, и испраќач и примач, консиг. Истото тоа го имате на ниво на house consignment. Ово што е, речеме, со еден број 1. Исто имате испраќач и примач. Сега, на ниво на item, само го имате примачот. Значи, еве сега да кажеме, ако имате пример, два различни испраќачи и примачи, во тој случај, значи, треба да ги внесете во делов кај што е айтемот, посебно треба да внесете еден house consignment со еден испраќач и примач, и тука, значи, ако се, да кажеме, некоја логистичка фирма, кај што испраќачот е ист, а примачите се различни, тогаш во секој айтем посебно ќе го наведете примачот. Добро, за ова да нема да ве задржам многу подетално, инаку ова е клучната разлика и може да се случат прилично грешки ако не го пополните овој дел коректно. Значи, вака се, јас ќе преминам сега на објаснување на кратко на секоја од рубриките. Се направив зачувување на, да речеме, транзитната декларација. Сега, практично, после тоа се едитира. Само да видам што има проблем. Значи, во делот на consignment, односно, ајде да кажеме пратката, има сегмент declaration и тука се избира типот на декларација и дополнителен тип. Значи, на секој од полињава, каде што има листа, може да видите, да изберете, нели, од самата листа. Сега ќе идеме со стандардна транзитна декларација. Следното поле е security. Тоа означува дали има, нели, сигурност или нема сигурност. Со тоа што во NC35-ката не е како во NC4-ката да нема или да има, нели, сигурност, 0.1, овде има и кој тип на сигурност. Значи, ова дали е излезна збирна декларација, влезна збирна или па двете, нели, во зависност ако се изработува на меѓународен транзит. Limit date, сега овој основниот пример ќе го правиме со локален, национален, да кажеме, транзит. Тоа не се пополнува. Country of dispatch исто не се пополнува. Контењер нема да ставиме. Сега, задолжителна валута во NC35-ката е евро. Сега во примеров е, да речеме, ќе внесеме 900 евра дека е. Тиркарнец, исто и ова нема да го внесуваме, ова е доколку типот на декларација е тир. Reduce, ова станува ново, тоа е за некои скратени податоци. Лрнето, системот автоматски го генерира. Ова исто нема да го пополнуваме, тоа е за меѓународен значај. Release date не се пополнува, автоматски го зима.
понатаму, значи, кога ќе биде во царинска постапка, 29 како ќе добие, ќе се пополни овој, значи, датум автоматски. Country of destination, че ова е задолжително. Inland транспорт, значи се работи, тука е типот на транспорт. Идеме со патен транспорт. Значи, right of date, овој датум автоматски се презима од системот, кој ќе има порака 45. Gross mass е вкупната бруто килажа, че можете и тука да ја внесете, инаку во зависност од наименувањата и од house consignment item, house consignment, автоматски се сумира од сите наименувања масата. Еве сега ќе оставиме 0, па ќе пробаме да видиме дали ќе израчу. Border транспорт, ќе правиме локален транзит, нема да го пополнуваме. Следното е МРН. Значи тоа го добива од системот автоматски кога ќе има порака 28. Language departure, тоа не е задолжително. Бинник и тарабил, ова е нели кога доколку правите меѓународен транзит и имате рута. Acceptance date, значи го презима од 28-ица. UCR reference, ова е некоја специфика, че тоа е некој број кој што го доделува транспортната фирма. Значи тоа дополнително, тој дал не знам ја како се користи, дали и кога нели ќе треба се внесува, има таму некои услови, тоа ќе го гледаме понатаму. Значи следно е, ево што е type qualifier, тука е location of goods, ама него имаме обележено тој сегмент. Значи тука исто има специфика во однос на NCTS-4, доколку правевте национален транзит, не требаше тип да внесувате, практично не постоева, значи, овој дел. Значи сега ја скидам на назначена локација и ќе изберам Custom Office Destination. Значи во долниот дел, вака ќе направиме од Скопје 3 до Скопје 10. Бидејќи правиме од депарчер испостава Скопје 3 од 10.13 на 10.10, во тој случај овде назначивме дека е по царинска испостава. Во царинската испостава ќе избереме истата испостава Скопје 3. Сега вака, овој дел тука кај што е тип, тоа се однесува на оваа листа и квалификатор на оваа листа. Значи тука зависно од тоа како сакате да го опишувате делот location of goods. Значи може да ставите free text, во тој случај се внесуваат контакт информации, адреса, може да биде ова UNOLA код, може да биде поштенски број, EURI број може да биде, тогаш нели се внесува EURI бројот на економскиот оператор и може да биде authorization number. Следниот сегмент кај што е транзитни, нели испостава на транзит, испостава на exit, тој дел е, значи, доколку се прави меѓународен транзит, транзит exit, тој не се внесува, мислам дека кога ќе се влезе во Европска унија, тогаш ќе биде задолжителен. Че овој сегмент сега нема да го внесувате. Во долниот дел, значи имате гаранција, документи и референци. Че треба да се внесе, значи, гаранцијата, типот на гаранцијата и во сите вакви листи, многу едноставно на плюс, после тоа на листата се бира типот на гаранцијата, тип 1, и во сегментот до него треба да се внесе, значи, банкарската гаранција и
нели, пин кодот и задолжителна валута евро. Се овде планот е да направиме некој дефолт процент на задолжување на банкарската гаранција во еври. Пример, ќе ставиме 30%, ќе сменам 900 евра и многу едноставно на калкулет може да направите пресметка на вредноста на задолжување. Само малку е во овој момент ќе ја снимам нели транзитнава декларација. Само на кратко треба да видам банкарската гаранција за фирма што тестираме на предпродукција. Што овој дел старинската веб страна. Значи, овде овој дел веќе све е пополнето за национален транзит, сега идеме на делот со партиципија. Значи, холдерот е носителот на транзитната постапка, тој практично има и нели банкарската гаранција. Идејата е да може автоматски да најавениот корисник да ги преземе во делот на контакт информациите, че тој дел ќе го средиме. Само мора овој дел кај што е даночниот број на фирмата да се направи нели кат. Делов на името на фирмата, адресата, поштенскиот број, градот и државата не треба да се пополнува, него се пополнува само МК и даночниот број на фирмата. И контакт, нели, името кој што работи, не е битно. Испрачач, ја се, например, бидејќи не знам податоци, да речеме, еури број за испрачачот, им внесуваме името на фирмата, Siemens, адреса некоја, поштенски број,
Значи, контакт информациите на испрачачот да не се задолжителни, опшено се, ако сакате можете и да ги внесете. И ќе внесеме овде уште примач на робота. Било да се репрезентатив компанија нема да внесеме и кериер нема да внесеме, тој се внесува доколку се работувате меѓународен транзит, со тоа што тука би напомнал дека доколку холдерот и кериерот се различни, ќе мора, значи, како транспортер да го внесете еури бројот на транспортната фирма. Само малку е суштина што ви снимам. Добре, сега идеме на делот со транспорт. Значи треба да внесеме типот, нели, на превоз и превозното средство. 30 е за патен, нели, транспорт. Еве некоја националност. Сега вака, тука би напомнал, доколку имате контењер, се внесува, нели, флегот yes. Во тој случај, во овој дел каже Transport Equipment, се внесува identification, бројот на контењерот и бројот на пломби. Доколку нема, нели, пломби, се внесува 0. Ако има пломби, во делот sales ќе ги внесете пломбите, ама тоа треба да имате и таков тип на одобрение. Тоа ќе го погледнеме ако стигнеме денеска, ако не наредниот пат со друга презентација. Сега следно е да го внесеме наименувањето. Автоматски, значи, системот отвара едно наименување. Ќе внесеме што задолжително е во NCTS-5-ката внесување на хармонизирана тарифна ознака. Значи првите 6 цифри од тарифниот број ќе треба да се внесе. Малку да видам некој тарифен број да внесеме. Тука инаку може да препарате, значи ако сакате некој со делот текст. Задолжително е внесување на бруто килажа и нето килажа на ниво на наименување. Сега ќе внесам, например, 150 килограми некаде. И нетото исто ќе го внесам 150. Значи сега автоматски ова што е бруто килажа се пресметува на ниво на house consignment, или првиот, и на ниво на заглавје во овој дел тука.
Сега овој дел ќе го поправиме, значи не ја прикажува, само инаку ја пресметав. Се ќе снимам и само ќе излезам што е многу битен податок. Ако не ви одговара бруто килажата на ниво на хедер и на ниво на айтем, ќе ви даде грешка системот. Следно што ќе внесеме е типот на пакување. Ево, пример, палет. Пример, 9 палети. И задолжително shipping mark, значи треба да внесете. Долниот дел тука, значи на ниво на айтем, може да внесете и претходен документ. Са ова ќе го внесувате, пример, ако вадите од магазин, значи тука се внесува типот на документ, бројот на документот, значи на бројот, кој е, значи, item number, да речеме, ако е во магазин, кој е нели наименување, типот на пакување, бројот на пакување, кој е единица мерка, количина и ова complement of information, значи може детално да го опишете. Тоа, значи, ќе видите понатаму, не знам како ќе треба да ги внесувате нели рубриките за да ги раздужува автоматски документите од царина. Овој дел кај што се сапорт и транспорт документ, во NCTS5 е одвоено, значи има посебно сапортинг документи и посебно транспорт документи. Во NCT4 се внесува, значи, по заедничка листа. Еве, например, јас ќе изберам N380, значи комерцијална фактура, овде бројна фактура. И овде имате документ line на complement of information, тие се опциони, ако сакате да ги внесете. И ќе внесам уште транспортен документ, пример CMR. Само може да забележите дека овде ги дава само транспортните документи, а овде ќе ги дава нели само сапортинг документите. Со следство нели на preview документ само претходните документи доколку внесува. И се на кратко само би напомнал што е нели како задолжително. Е уште еднаш типна декларација, дополнителен тип. Овој дел of security, ова не е security. Внесување на вкупната вредност во еури. Ова со контејнер не е контејнер, ќе поминеме, значи и таков пример. Значи да ја само чисто на кратко на што да внимавате. Бруто килажава е калкулативна, како сума од секој айтем. Сите са бруто килажето сите айтеми сумирана, автоматски системот ја префрла во ова поле. Нели не е simplify процедура, тоа дека е автоматски по дефолт, ако е simplify, може да го внесете simplify, само ви напомнам дека ова поле нели постои, не се прачи у царина, него ние го имаме кај нас со системот како ваша евиденција, да знаете кои ви се поедноставени декларации, да направиме дистинција, кои ви се редовни, кои ви се поедноставени. Делов кај што типот и квалификаторот, кај што се задолжителни во NCTS5-ката, тој дел исто треба да внимавате, овде имате дури и лонгитуда, баш на GPS координати, може да пробате и така ако сакате да го опишувате. Најчесто е designated location, значи назначена локација и по departure царинската испостава. Нели departure и destination за испоставите и да не забравиме околу гаранцијата. Тој дел со можност нели за калкулација.
Следно е кај партиципиент, фолдерот автоматски го внесува, испрачачот, примачот, зависно од транзитот, треба да ги внесете. Овој пример со едно наименување ги внесуваме на ниво на хедер, значи на транзитниот документ. Делот на транспорт, нели, најчесто е патен транспорт у Македонија, типот на транспорт и регистрација на превозното средство, и во делот на веќе наименувањето, значи робата да се опише. Сега ова знам дека малку ќе влие на брзината на работа, што претходниот NCT4 не беше задолжителен тарифен број. Во NCT5, ако не внесете тарифна ознака, хармонизирана тарифна ознака со 6 карактери, ќе ви даде грешка система. Значи, јас себе го снимил, значи, овој вака транситен документ, и пробаме сега да направиме, значи, наша валидација. Тоа се прави на Validate. Добро, нешто падна системот. Да, значи дава validation successful. Во оваа фаза, значи правиме проверка само на задолжителни полиња во departure и во destination. Значи овде на рефреш, прави рефреш на листата. Сега бидејќи е, нели, validate декларацијата, значи идејата ни е, доколку не е валидна, нели, да не може да пуштите во царина. Тоа значи дека има некоја голема грешка, практично не е одбие системот сигурно. Сега јас вака ќе ја пуштам декларацијата. Значи веќе е пратена во системот. Значи ова е ЛРН број 1Е, што завршува, сега ќе провериме веднаш. И еве таа, значи, ЛРН-то што завршува на 1Е, и го доби овој МРН број. Соодветно, на update messages ќе го преземе статусот од царин. И сега место овде кај што е статус драфт, ќе се префрли во прифатен. Ја сега би напомнал, значи во секој момент може да гледате кој е најавен корисник, кој е во горниот десен агол, која фирма и на која локација работи. И тука, значи, може да се одлогирате, значи, на крајното копче. А во долната, кажеме, лента, ви дава со кој сертификат работите и кој е царинскиот јузер. Значи, овој е јузерот со кој што се најавувате на царинскиот сајт. И сега, бидејќи системов NCTS, јузер менеджментот е идентичен со CDEPS јузер менеджментот, тие ги може да ги гледате од, нели, да речем од, ако користите, нели, Каспер, може да видите од делот алат и конфигурација, имате корисничко име на веб сервисот и пасворд на веб сервисот. И со таа практично најава за веб сервисот, корисничкото име лозинката, се најавувате во NCTS система. Веќе го презема статусот. Сега можете на View
да погледнете кои пораки се превземени од царина. Че во сегментот што е messages, че можете било која порака да ја прикажете. Значи сега не е баш средано, да кажеме, пресирањето да може да гледате кој поле што означува. Идејата е и тие да може да бидат почитливи самите податоци. И сега бидејќи е технички исправна 928 пораката означува дека е технички исправна во системот од царина, таа е снимена нели во царина, како што видовте, и добиена е порака 28. 28 означува дека е прифатена во системот, има МРН број. Се ќе отворим уште еднашка само. Доделени се, значи, МРН број и acceptance date, они што ви кажат дека системот автоматски ги упишува во апликацијата кај нас. Ево го МРН бројот и ево го датумот на прифаќање на транзитната декларација. Е само ова нели е обичен транзит. И сега за ова презентација јас ги поканив и од царина. Дали може некој да се уклучи да разговарам и да се прифати ако може оваа декларација од страна на царина. Изгледа некој така. Што се прави вече? Ало? Добро, значи вака сега моментално нешто работат од царина, значи не може да се обработи понатаму декларацијата. Ние значи ќе продолжиме да направиме уште една декларација и сега малку ќе го објасниме значи менило подетално. Значи на оваа лента може да бирате практично правите пребарување. Сега конкретно ги има значи година, МРН број ЛРН и по ID на испраќач примач. Еве чисто за тест јас ја сменам годината.
Еве ги, ќе ги прикажа од 24-та. На оваа лупа, практично во целава листа може да пребарате дел од текстот. Значи, било кој дел може тука да пребарате. Ја сега ќе го вратам само на 25-та. Че ја сега ќе продолжам, еве да речеме со изработка на една декларација со контењер. Значи на делов кај што е копи и клон, копи ја копира селектиранава декларација во рамки на избраниот кейс. А клон креира нов кейс, значи тоа ќе го направиме, оваа декларација сега ќе ја ископираме практично со клон. Че во овој случај нема потреба да креирате кейс. Автоматски го креира кейсот и ја креира како драфт декларација. Че во делов кај што е избор за контењер се внесува yes, тоа не означава дека има контењер, и во делот на транспорт се внесува бројот на контењер. Доколку нели нема задолжително внесување на нула. Еве сега за тест ќе внесеме 2 контењери. Една забелешка, значи declaration goods item number мора да се внесе доколку има 2 и повеќе контењери. Веднаш ќе направам валиде. Тук има некој проблем малку со апликацијата, ќе го решиме. Не ја селектира
помина валидацијата, она што ви кажа, задолжителните полења, контрола на задолжителни полења дали се внесени. Веќе ги испратив во системот царински. На апдейт меседжи ќе провериме во кој статус е во царин. Да, оваа декларација е одбиена. Сега ќе видиме зашто е одбиена. Тоа е во однос на контејнерите. P6, таа ви е порака за одбивање и во содржината незина има причината зашто е одбиена, така. Да, Goods Reference, најверојатно не ни е снимено Goods Reference, сега ќе го провериме. Да, не го снимило и до тука. Значи сега во ваков случај ќе направиме копија од истата декларација и бидејќи сме во истиот кейс, нели ја отвара како драфт. И само ќе го смениме ајтемот. Значи треба да излезете во некој друго поле за да го внесе, нели, како нов рекорд во овој листбокс. Ја само да проверам дали е впишана вредноста. Да, се е внесено. Повторно ваѓање е испратиме системот. Можеме веднаш да провериме. Но сега веќе окей. 1F е тоа е овој ларен број. Ќе направиме проверка на пораките. Во меѓувреме, значи, во царина е на контрола. Може да видите оваа декларација. Ќе продолжиме, значи, понатаму со претходната, а ова веќе што ја пуштивме со контејнер е успешно прифатено во царинскиот систем. Че имате испратена порака, тоа може да го видите на страната на царина. 928 дека е функцијска исправна, 28 дека е прифатена во системот со МРН број, нели соодветно датум на прифаќање. Се ќе провериме, значи, со декларацијава што е во контрола што се случува, и сега гледате дека он автоматски кога правите апдейт меседжи, проверка на пораките, на сите декларации ги проверува. Значи сите што не се проверени, ги проверува исто време. Значи имаме порака 55, тоа значи дека не е валидна гаранцијата и постапка на контрола.
Значи во кодот, значи е G02 и вика да се зголеми износот на гаранцијата на 300 евра. Значи истово, само чисто да го презентирам, дека го прикажуваме нели на царинската страна. Че е порака 55. Се зголеми износот на 300 евра. Ќе ја селектираме декларацијата. Да, значи сега треба практично да направиме измена на пораката со 13-ка, но малку имаме технички проблем, затоа што е на 60-ка, не е на 55-ка и не ни е отворено да направиме праќање на 13-ка. Че дојдел ќе треба да го средиме кај нас. Сега малку ви ги презентирал и овие горе што означуваат сите. Значи, 15-ка е првата порака што е за депарчер. 13-ка ви е измена. Инвалидете, во тој дел имаме опција за да направиме барање за поништување, да креираме, нешто се наведува зошто се поништува декларацијата. 170-ка, таа ви е порака, че има новина во NCTS-5-ката, че може да се пушти декларација од царинскиот систем, а уште да не е нели пристигнато возилото. Па со порака 170 се праќа информација дека е пристигнато возилото и тогаш значи е типот на декларација D. Да, добро, ова нема да може да направиме нели промена сега моментална, што екшен има нешто ни се помешани тука. Но ја можем да погледнеме некоја од прошлата година. Ево, например, на ова одбиено што е декларација. Ево се да се влезе, да се смени, да речеме, износот, во овде во конкретниот случај, ќе ја сменам на 400 овде.
Само да проверам дали не сменят износот кај нас и сега ќе ја пуштам во како измен. Веќе давам нели дека е во испратена измена. Само да видиме каков статус ќе врати царинската веб страна. Добро, окей. Овие работи, значи, по измената и поништувањето ќе ги погледнеме на следната презентација секако, во текот на наредната недела. Сега јас, нели, да не ја третувам околу презентацијава се некои финеси, може ако сакате да преминеме на поставување на прашања за некои работи, дали не се јасни или ако треба нешто да то објасни. Дали има некој прашање да постои? Има? Гледав јас. Јас само би замолил, ако може прашањата да ги ставаме во вид на пораки, за да не дојдеме во ситуација сите одеднаш да збориме. Да, добро, гледам тука има од ќафа околу меѓународен транзит. Значи тоа на следната презентација ќе го погледнеме детално. Значи ова сега што го правивме практично беше наједноставниот нели пример. Не направивме дури ако има две наименувања така. Че ако сакате можеме и тоа да го поминеме. Целта ни беше сега чисто да осетите самата апликација или дека е клауд решение околу тој дел. Еве гледам има нешто и околу овластен примач, значи тие работи ќе ги поминеме на следната презентација. Значи овластен примач, овластен испраќач, каде што имате одобренија, значи од царина. И тие ќе ги поминеме каде што има нели освен бројот на одобренија, има и овластена локација. Идејата е тие да се внесат кај нас во систем и кога ќе изберете нели царинската испостава, автоматски да ви ја дава локацијата. Добро, друг некој прашање или во чатот ќе пишувате? Гледам за shipping marks, не знам дали го одговорив на ова. Да, тоа е задолжително, кај што е типот на пакување, има дополнително поле и тоа е практично разлика во однос на NCT4. Таму не постои такво нешто, овде мора да го ознака нели на самото пакување. Или уопшто ќе го опишете така. Да, овде има некој прашање за колку да се задужува гаранцијата. Може на 30%. Најверојатно ќе постои опцијата да по тарифен број, нели, ако сакате. Секако тука ви мора да внесете, ако има повеќе различни нели, тарифни броеви, првите 6 од тарифниот број. Сега тука настанува проблем ако имате многу нели, артикли, ќе треба некако тој дел да го договорите со царина како би одел, нели? Дали ќе треба сите да ги наведувате? Кажем, ако се
Заврши, Па треба еве сега поставуваат прашање. Чекај, идов специјално на тебе да ти стави презентација. Само тебе да те. Никој. Не гледам да. Овој народ Да, добро, вака видите за во однос на ова прашање за испраќање на тесна околина. Ома. Моментално апликацијата што е инсталирана кај вас е тест на нашата околина и тест на царина. Предуслов за да може да ова да го работите треба да сте регистрирани на тест околината на царина. Ако сте имали до сега тестирање во SIDEPS, тогаш го имате юзер, така не ќе треба да ви го отвара царина нели за да може да тестирате овој период, нели што е. Прилика е тоа, ако сакате, можете и на мејл да пуштите податоци. Значи ги имате и телефонските броеви, тие се достапни од 8 до 4, има два телефонски броеви и нели мејлот може да пишете кога сакате. Ќе се трудиме колку што може најбрзо да се одговара. Прилика е тоа. Ако немате дополнителни прашања, можеме полека да завршуваме. Јас само ќе замолам ако може овој прашалникот да го пополните, со тоа ќе добиеме податоци за полесен контакт да ви испратиме материјали, и да го слушнеме вашето мислење за апликацијата и за самата обука. Многу има пораки за wrong login. Зашто? За погрешен логин. Гледам доста пораки има. Да, Само добро, да види, адресирам. најубаво е да се јават нели тука да проверат у хелпдесков дали им се отворени нивните кориснички имиња и лозинги. Треба да бидат идентични на старата локација, на старата апликација на Casper SIDEPS. Тие што се отворени, а доколку некој го нема и не е лошо, значи таа процедура да биде завршена колку што може најбрзо. Зашто кога ќе почне системот да не губиме време со отварање на кориснички имиња и лозинги. Добро, ако нема дополнително прашање. Океј. Да, полека може да привршиме ова. Во тој случај, се надевам дека слушнавте корисни информации во врска со новиот систем, а материјалите ќе ви ги испратиме и се што ќе имаме ново како информација, како и до сега, ќе ви биде испратено на оние мејлови кои што ние ги имаме за вашите компании. Ако сакате и вие лично да ги добивате сите што сте тука во присутни денес, можете да оставите вашиот мејл, евентуално телефон, ако сакате, на прашалникот што го креиравме. Гледам дека до сега има 24 само луѓе што оставиле. Ако сакате, напишете го тоа, тој прашалник ќе биде достапен и откако ќе заврши состанокот.
така што ќе бидеме во контакт за се што ви треба понатаму. Било кое прашање или нејаснотија може да се јавите на телефонските броеви кои што ви се и во апликацијата или да напишете на мејлот, а ние ќе одговориме во најскоро можно време. Имаме тим од 4 луѓе кои што се активни за одговарање на прашања и на барања, така што ќе гледаме да видиме што е можно поефикасни. Ако е тоа се, ви благодарам на присуството, на учеството и се гледаме во следна прилика. За следната обука, која што ќе ги опфати овие дополнителни декларации што ви посочи Горан, ќе ви дадеме на времена информација. Веројатно ќе биде некаде следната недела, ако не и истиот ден. Горан, се слагаме за да биде следниот петок од да. прилика? Оптимално е, мислам дека ќе треба 2 презентации, четврток и петок. Добро. Во тој случај ќе ви дадеме ќе ви дадеме насоки за кога ќе бидат двете презентации. Идеално би било да бидат пред да почне ова во понеделник. Океј, ви благодарам уште еднаш многу. Имате успешна година, се гледаме. Поздрав. Поздрав, чао.